Климатските промени се забрзани и водат кон временски екстреми, како поплави, големи суши, топлотни бранови, интензивни врнежи и бури, кои ќе стануваат вообичаени, покажуваат најновите податоци објавени од Светската метеоролошка организација. Ваквите појави се очекува да имаат поголеми социоекономски и развојни последици на целата планета. И во Македонија, средната годишна температура на воздухот во последните 20 години била постојано во пораст, додека во однос на режимот на врнежи постои генерален тренд на опаѓање на количеството на врнежи. Според резултатите добиени од користење на неколку климатски модели со различни сценарија на климатска чувствителност, добиени се проекции за промена на климата во Македонија. Резултатите предвидуваат веројатност за понатамошно зголемување на температурата во периодот од 2025 до 2100 година, намалување на врнежите во текот на сите годишни времиња, со најголем дефицит во текот на летниот период. Борис Секерарски, синоптичар во Управата за хидрометеоролошки работи, вели дека наглите временски промени ќе стануваат се почести. Сепак, врнежливото време кое се најавува ќе трае само за време на викендот. Од вторник не очекуваат повторно летни температури и сончеви денови. Преку ноќта облачноста ќе се зголемува, ќе има услови за врнежи од дожд на истокот и североистокот од Републиката, а така ќе биде и утре и зутрина во утрешниот ден. Ќе имаме облачно време, уште од предпладне, со услови за повремен дожд, особено на северот и на истокот од Републиката. Утре ќе биде посвежо, температури од 26 до 33 степени и попладне повторно ќе имаме услови за нестабилност. Ретки грмежи се можни уште во предпладневните часови, понекаде само да се појават, а почести во попладневните часови, кога ќе почне да дува се поинтензивен северен ветер. Во недела уште за неколку степени пониска температура и услови за повремен дожд, но исто така и засилен северен ветер. Од понеделник веќе ќе се намалат условите ќе имаме само локална појава на краткотраен дожд и понатаму северозападен ветер, а постабилен период, но не сосема стабилен, не очекува од вторникот во деновите до крајот на работната недела.